Следите Трилинка, во последниот дел од ова издание на емисијата воведуваме нова рубрика под наслов Знаење што менува. Во наредните неколку месеци ќе имате можност да гледате IT трендови за дигитална трансформација, вештачка интелигенција. А вештачката интелигенција не е научна фантастика, таа е реалност и ќе биде речиси дел од секоја професија. Вештачката интелигенција денес е новиот неопходен јазик. Дигиталната писменост и вештачката интелигенција ќе им бидат неопходни на новите генерации да бидат подготвени за иднината. IT едукацијата е како фитнес на мозокот, ке рече Петар Пејовски, дата специјалист, поранешен студент на Детскиот едукативен центар. Токму Петар Пејовски е првиот соговорник со негови видувања околу IT вештините. Дигиталната писменост е новата писменост. Значи, денеска, ако детето не знае да чита и да пишува, секако дека е проблем. Ама исто толку голем проблем е ако не знае да препознае лажна информација на интернет или како безбедно да го користи интернетот. Децата што остануваат само пасивни корисници, ќе ги кажеме така, тоест гледаат видеа, играат игри, се во голем ризик да бидат изманипулирани или да изгубат време без да создадат нешто, што е многу важно. Додека дигитално писмено дете ќе знае да користи технологија за учење, за развој, ама пак ќе знае и за забава и на креативен начин, пред се. Јас сам имав многу пати ситуации каде знаењето од курсевиве ми помогна не само за школа, туку и за секојдневието. Значи, пример, кога професорот ќе ми зададеше некој проект, наместо да гуглам 100 линкови, јас знаев кој линк ми е потребен, што е многу важно, знаете и сами, и да препознам која информација е точна, која информација е лажна, тоа е огромна предност. Вештачката интелигенција не е научна фантастика веќе, тоа е реалност и ќе биде дел од секоја професија, ако не и веќе за луѓето кои знаат правилно да ја употребат. Сега, ако децата го учат тоа порано, те не учат само да го користат, туку и да го разберат. Кога детето ќе свати дека може да ја користи за да направи домашна работа, да создаде цртеж или дури да си смисли нова игра, тоа е момент кога технологијата станува алатка за креативност, а не само играчка. Една од најчестите заблуди е дека вештачката интелигенција е опасна за деца. Јас би рекол, опасно е ако децата не ја разбираат. Кога ќе ја разберат и кога ќе научат да ја употребуваат правилно, тоа е супермоќ, вистинска супермоќ. Пред 10 до 15 години сите родители ги праќаа децата на курсеви по англиски, затоа што без англиски не може да се замисли днината. Денес истото тоа важи и за вештачката интелигенција. Значи, тоа е новиот неопходен јазик. Ако не го знаеш, ќе ти биде многу потешко да комуницираш и општо да успееш во светот. IT едукацијата, дигиталната писменост и вештачката интелигенција се трите столба што ќе му возможат на децата да бидат подготвени за иднината. Ако не ги научиме сега, ќе останат чекор за светот. Тие не се работи кои се само убави да се знаат, туку се неопходни. И уште една практична порака само до родителите. Започнете со мала промена. Седнете заедно и направете еден мал проект. Нека биде некоја едноставна игра. Ќе видите како ќе му засветат очите на детето. И тоа е најдобриот доказ дека учењето може да биде и забава и иднина. Кога почнуваш млад, технологијата ти станува на некој начин природен јазик. Исто како кога ќе учиш странски јазик, кога си помлад, најлесно е кога си дете, нели? Плюс, ако тогаш направиш грешка во Excel, веројатно никој нема да ти ја смета како финансиски скандал. Денес дигиталната писменост е како да знаеш да пишуваш и да читаш. Без неа си изгубен. Децата не мора сите да станат програмери, ама мора да знаат како да се снајдат во дигиталниот свет, каде што се е поврзано. Вештачката интелигенција е новата електрична енергија. Ќе биде во секоја индустрија, секоја работа, во секојдневието.
Јас денес работам со податоци и со вештачка интелигенција и гледам колку е вистински важно младите уште од сега да се запознаат со тоа, а не само како корисници, туку и како креатори. IT едукацијата јас би ја споредил со фитнес на мозокот. Тоест таа ја тренира самата логика, креативноста, решавањето на проблеми. И да, не мора сите да бидат програмери, ама сите ќе мора да знаат како да ја користат таа технологија. Значи, најдоброто е тоа да почнеш да учиш рано. Со новата рубрика Знаењето што менува во рамки на ТВ магазинот Трилинг го затвораме ова издание на емисијата. Се гледаме за 7 дена во исто време. Во меѓувреме читајте не на triling.mk. Довидување.